Општина Штип ќе воведе нови безбедносни мерки во училиштата и на јавните површини по инцидентот во основното училиште Ванчо Прке, каде што беа оштетени смарт табли, компјутери и училишен инвентар, а дел од просториите ќе биле поплавени по набрно оставање отворени чешми. Настанот предизвика реакции кај граѓаните и повторно го отвори прашањето за вандализмот меѓу малолетниците. Според градоначалникот Иван Јорданов, покрај постојниот видеонадзор, во училиштата ќе се постават и алармни системи за побрза реакција при евентуални упади и оштетувања. Видеонадзор практично имаме застапеност, покриеност на сите образовни институции, но дополнително за да се превенира и за да се полесно практично идентификува и да се лоцира проблемот, потребно е да бидат инсталирани алармни системи кои ќе сигнализираат и ќе овозможат да се спречи воиднина девијантна појава како што имавме во основното училиште Ванчо Прке. Локалната самоуправа најави дополнителни патроли преку ангажирање агенции за обезбедување, а безбедносните мерки нема да се однесуваат само на училиштата. Во наредниот период низ Штип ќе бидат поставени уште 190 камери на јавните површини и околу институциите, со цел да се намали оштетувањето на урбаната опрема, парковите и детските реквизити. На голем дел од еве да кажам, пристапите до самите институции да се постават безбедносни камери кои верувам дека ќе служат на СВР Штип кога имаме ваков инцидент, ваква случка, за полесно да се утврди сторителот на ова дело и да се санкционира. Покрај засилените контроли и техничката опрема, Општина Штип ќе организира и едукативни активности со ученици и родители и наставници. Во работилниците ќе се вклучат психолози и педагози, кои ќе разговараат за последиците од девијантното однесување и неговото влијание врз младите. За Сител, Трајан Ристовски.